Почитувани, сакам да ве информирам вас, граѓаните на општина Радовиш, дека вчера, 6 ноември, на денот на ослободувањето на Радовиш, на 71-та пленарна седница во Собранието на Република Македонија, го изгласавме предлог законот кој што предвидува изградба на експресен пат Штип-Радовиш. Овој патен правец ќе биде во должина од 39 км и ширина од 11,4 метри, од кои реконструкција и проширување на постојната делница Штип-Радовиш ќе биде во должина од 18 км, додека изградба на нова траса ќе биде во должина од 21 км. Реализацијата на овој проект е поделена во неколку подпроекти кои се однесуваат на различни делници, и тоа: Клучка Радовиш до Клучка Бучин Дамјан, Клучка Бучин Дамјан до село Софилари, село Софилари под делница Штип, Клучка 3 Чешми. Подделницата од Клучка Бучин Дамјан до село Софилари во должина од 21 км е по нова траса и се преклопува со правичното идејно решение за изградба на автопат делница Штип-Радовиш-Струмица. Сакам да напоменам дека со изградбата на новата траса се одбегнува најкритичната делница од овој патен правец, наречена Пилав Пепе. Додека на останатите подделници Клучка Радовиш до Клучка Бучин Дамјан и село Софилари до Клучка 3 Чешми, експресниот пат ќе се формира со реконструкција и проширување на постојниот магистрален пат Штип-Радовиш. Почитувани, изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш значи исполнување на барањата и потребите на вас, граѓаните. Од овој регион значи зголемување на безбедноста и сигурноста на учесниците во сообраќајот во иднина, значи скратување на времето за патување. Овој предлог закон, со кој се предвидува изградбата на експресниот пат од Штип до Радовиш, има голема важност за граѓаните од југоисточниот дел на Македонија, а поготово за граѓаните на општина Радовиш. Затоа што се создава квалитетна патна мрежа, која ќе овозможи полесно, побрзо и посигурно патување на сите граѓани кои ќе транзитираат низ него. Значително ќе придонесе и за забрзан економски развој на овој регион, а пак на земјоделците и трговците ќе им овозможи побрзо транспортирање на нивните производи. Сакам да напоменам дека со изградбата на овој експресен пат значително ќе се подобри патната инфраструктура во Југоисточна Македонија, нешто за што ВМРО ДПМНЕ се обврза дека ќе го исполни за граѓаните на Југоисточна Македонија, за граѓаните на општина Радовиш. Пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ секогаш ги поддржуваме проектите кои се однесуваат на подобрување на патната инфраструктура во Република Македонија. Свесни за тоа колку е важна истата за граѓаните и во иднина секогаш безрезервно ќе ги поддржуваме таквите проекти. Бидејќи преку средбите со вас, граѓаните, знаеме дека токму подобрите и побезбедните патишта се главен приоритет за сите граѓани во Република Македонија, а и за граѓаните од општина Радовиш. Благодарам.